Во проектот Уметност за сите на Националната галерија на Македонија, втората активност им беше посветена на глувонемите и на слепите деца. Резултатот е богата и прекрасна изложба на фигури направени од глина. Во активноста насловена "Дај му форма на животот" учествуваа учениците од Училиштето за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов, децата од Училиштето за деца со оштетен слух Партени Зографски и учениците од паралелката за меѓународна матура од Училиштето Јосип Броз Тито. Не случајно избравме глината да биде во овие креативни работилници, значи со ние за да работат овие ученици, бидејќи сметавме дека највеќе одговара за оваа целна група. И морам да кажам дека не сгрешивме во тоа. Тие изработуваа фантастични скулптури, им дадоа една чудесна форма и поубава форма на животот. Овие работилници што ги правите, ова е со деца со попреченост во видот и деца со попреченост во слухот, секогаш ја имаат целта да ги премостат бариерите, да направат мост помеѓу едните и другите и да се најдат негде на средината, токму во онаа комфорна зона на уметноста. Да, проектот по многу нешта е користен и позитивен како за едните ученици, така и за другите. Морам да кажам дека станува збор за сепак млади луѓе, без разлика дали со попреченост ученици или со деца од редовната настава, сепак тие делат исти проблеми, исти интереси, станува збор за млади луѓе кои што сакаат да се дружат. И ваквите проекти се добри затоа што прво тие другаруваа на ваквите работилници, а и многу научија едни за други. Морам да кажам дека проектот заврши, ама учениците од редовната настава го учеа знаковниот јазик. Ние сме исполниле целта, значи научивме и се запознавме подобро, што е и целта на ваквите проекти. Ова може да го сметаме за многу успешна изложба, заради тоа што има многу дела кои што се работени токму на работилницата. Значи, од лење, моделирање, значи, ова е вистинска работилница за изработка на предмети од глина. Видите, вчера додека работевме, имавме посета од уметници што доаѓаат во галеријата, вработени од галеријата или доста луѓе комуницира, влегува. Сите мислеа дека е биенале на млади. Биенале на млади е биенале кај што се организира изложби од повеќе факултети и универзитети. Толку креативно. Така и концепирана изложбата. Она првата е малку позванична со еден фриз и еден објект кој што е текст или песна од една ученичка на два начина е представена. Вториот е со мултимедијален или видеоартот и дизајнот или применетата уметност, а овде е чисто, да не речем, модерна или постмодерна уметност. Така е концепирано. Така да ова е само на ниво. Не е едноставно само онака представено дека е направено. Сте добиле одличен комплимент кога ви рекле дека се работи за биенале на млади. Тоа се оние млади кои што во животот решиле да се занимаваат со ликовна уметност. За овие млади допрва ќе видиме со што да се занимаваат, но може да добијат преодна оцена и како ликовни уметници. Апсолутно. Било кој од нив да конкурира на факултет, бидејќи имаме приемен испит, апсолутно би биле и први на ранг листата. Прекрасно. Професор, ќе ни помогнете сега, ќе ни го протолкувате разговорот што ќе го правиме со Хазбие. Хазбие учествува на оваа работилница со уште неколку своји соученици. Кажи ми, колку си задоволна од работилницата? Што се научи на оваа работилница? Многу сум задоволна, се беше во ред. Прво сум задоволна од начинот што работевме, беше многу интересно. Исто имавме заеднички дружби со други соученици кои не се исто со оштетен слух, кои ни помага во нашите изработки. Дали после оваа работилница, кога виде дека си талентирана токму за работа со скулптури, помислуваш можеби да се запишеш на факултет за ликовна уметност? Сепак иднината е близко, но пак далеко, уште е рано, но може да се случи такво нешто. Јована,
Кажи ми, како си помина на оваа работилница и колку си задоволна од сето она што овде го научи? Па сум многу задоволна, затоа што имаше многу дружба, сите заедно се дружевме, си поминав многу убаво. Знаеш дека разбрав дека ти си била исклучителен талент за правење скулптури, дали е тоа вистина или некој ме излажал, не верувам дека ме излажал некој. Па сите така зборуваат и мислам дека вистина, затоа што мислам имам многу талент и многу сакам да моделирам од глина и пластелин. Добро, дали тоа дома го работиш? Да. Значи, ти веќе имаш големо искуство? Да. А кажи ми, што се си сработила? Дали треба да очекуваме еден ден и твоја изложба? Па да, може да се каже, затоа што напорно работам на тоа, секојаш наоѓам нови идеи, трикови, како полесно направам нештото и да изгледа пооригинално. Значи, луѓето, твоите другарчиња се воодушевуваат од она што го работиш и еден ден да го очекуваме големото скулпторско име Јована на македонската ликовна сцена? Да, може да се каже. Многу ми е мило што е така. Денис, исто и за тебе ми кажа дека си извонреден талент, дека убаво работиш со глина, а сега само не знам дали поубаво работиш со глина или поубаво свириш армоника. И работам со глина и свирам и хармоника, да ви кажам искрено. Сега, што повеќе од тоа ќе сакаш во животот да го работиш во иднина, да бидеш скулптор или да бидеш музичар? И скулптор, и музичар. Кажи ми, како си помина овде на работилницата и што се сработи? Сработив се што направив, и сонце, и автомобил, и радио, и телевизија, и звучници, се што работил. Сакаш да ми кажеш дека многу вреден си бил? Вреден. Изложбата «Дај му форма на животот» е во Мала Станица.